Директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност Зоран Бајовски изјави дека во последните години дирекцијата играла клучна улога во контролата, надзорот и лиценцирањето на сите активности поврзани со јонизирачкото зрачење, вклучувајќи медицински, индустријски, образовни и истражувачки апликации. Тој додава дека целта за 2025 година е лиценцирањето да се врши дигитално, според контролите извршени врз сите правни субјекти. Бајовски рече дека кај 61 правно лице се утврдени неправилности, при што ќе се постапува во рамки на законските регулативи за продолжување на лиценците. Во делот со соработка со Агенцијата за атомска енергија преку дирекцијата остварува соработка и Министерството за внатрешни работи преку свој представник во делот на граничната контрола, интегрираниот граничен систем, како и Царинската управа преку царинските терминали, односно дирекцијата врши контрола и на сите гранични премини. За во иднина целта на дирекцијата оваа 2025 година е комплетно дигитализирање преку RISE Plus системот кој што ни е донација од ИАЕА, се со цел да се вадат сите лиценци и дозволи дигитално. Радиоактивното зрачење на одлагалиштето за пепел во рек Битола не е значително повисоко од природниот, изјави Бајовски, одговарајќи на прашањето во врска со неодамнешното зголемување на радиоактивната прашина од термоцентралата. Ние знаеме дека природниот фон на зрачење во Европа и во светот се зголемува секоја година. Тој се од нуклеарните централи, од нуклеарните проби. Македонија нема нуклеарна централа, нема нуклеарно гориво, но не е имун на природниот фон на зрачење кој што го создава самата природа. Не е за рек Битола типично, не е многу поголем од дозволените граници, извршено е мерење и 2024 и сега има воредно мерење од страна на еден од техничките сервиси кој што не е многу поголем од дозволениот природен фон на зрачење. Што се однесува до државните институции, Бајовски потенцираше дека не се евидентирани неправилности, но предупреди на можни ризици во установите каде што се вработуваат лица со договор на дело, особено кога станува збор за работа со рентген апарати и радиоактивни извори.